Навистина ми е мило што секоја година оваа академија буди интерес кај се поголем број поддржувачи на ВМРО-ДПМН, што јасно говори за потенцијалот со кој располага нашата партија и интересот кај секој од вас да се надградува и да ги проширува своите компетенции и познавања. Од друга страна, интересот за оваа политичка академија јасно говори и за поддршката на актуелните политики на ВМРО-ДПМН и подготвеноста на еден голем круг на поединци да се вклучат уште поактивно во нивното практицирање и соодветна надградба во иднина. Од овие причини, веќе 12-та година поред, ВМРО-ДПМН со поддршка на Конрад Аденауер и во соработка со повеќе домашни и меѓународни фондации и институти спроведува високо професионални обуки, на кои досега земаат учество над 1000 учесници. Таквиот наш фокус останува и во иднина, се со цел надградба на ВМРО-ДПМН, воспоставување на нови пракси и на повисоки стандарди и секако обезбедување на можност и вклучување на секој заинтересиран поединец во политичкиот живот на Република Македонија. Во оваа смисла имам големо задоволство да ја отворам Политичката академија 2016 година и да ве поздравам и вас како нова генерација слушатели на оваа академија. Почитувани присутни, оваа година во фокусот на Политичката академија се вредностите и политиките на Европската народна партија, моделирањето и значењето на модерните народни партии, како и повеќе други теми со посебен осват и акцент на Република Македонија. Македонија како регион и како држава во срцето на Балканот од секогаш била во комуникација со европските престолнини и држави. Таквата комуникација ја држава и ВМРО, како организација чија улога и делување е втемелено во основите на современата македонска држава. ВМРО-ДПМН пак е современа партија која е создадена на идеолошка основа, на историското ВМРО, се со цел да работи и да се бори за достоинството, интегритетот и просперитетот на македонската држава и народ. Во таквата наша активност досега сме соработувале со бројни политичари, држави и организации, а меѓу најважните од нив со сигурност е и Европската народна партија. Оваа организација моментално е најголемото семејство на политички партии во Европа, со 75 членки од 40 држави, меѓу кои и ВМРО-ДПМН од Република Македонија. Наша е честа да бидеме дел од најмокната политичка организација во Европа, да споделуваме исти вредности и заложби, но наша е и одговорноста да се носиме со сите проблеми и политички предизвици кои ја тангираат Европа, но и нашата земја. Од тука, наша примарна одговорност е постојано да ја надградуваме ВМРО-ДПМН во духот на модерните народни партии, да инвестираме во човечките ресурси, да градиме нови политики и проекти, а се со цел и понатаму да бидеме главниот носечки столб на кој се потпира нашата татковина Република Македонија. Почитувани присутни, низ призма на моделирањето и развојот на една модерна народна партија, Нова академија ќе имате можност да се сретнете со повеќе значајни теми како што се менаџирањето со човечките ресурси во партијата, политичката комуникација преку интернет, микротаргетирање, лобирање и убедување како дел од политичката комуникација, техники на комуницирање со јавноста, како и повеќе други теми од значење и интерес на современата политика. И оваа година, како и сите преходни, заедно со вас ќе бидат поголем број експерти и врвни професионалци, кои, уверен сум, дека ќе допринесат да имаме уште една успешна академија и нов квалитет во ВМРО-ДПМН. Со тоа,
всушност продолжува процесот на перманентна обука и надградба на нашата партија, со кадри кои ќе можат да одговорат на предизвиците на новото време. Тоа се луѓе на кои ќе може да се потпре ВМРО-ДПМН, но и нашата држава во времето кое престои. Впрочем, ВМРО-ДПМН во изминатиот период изгради модел за динамично и успешно работење. Токму врз основа на постојана надградба на своите кадри и постојани освежувања во раководните структури, како во партијата, така и во институциите. Почитувани присутни, политиката треба да му служи на граѓанинот. И таа не подразбира бенефиции и комодитет. Ниту пак се состои во поседување на посебен општествен статус, а најмалку во ползување на некаков тесен интерес. Туку токму спротивното. Она што е добро за државата и за народот, треба да е добро и најважно за политичарите. Вистинската политика подразбира носење на мудри одлуки, со кои треба да се направи совршен баланс, штитејќи ги државните интереси, да не се загрози државата и нејзината иднина, да се запазат интересите на граѓаните и она што тие го бараат. ВМРО-ДПМН секогаш успева да го постигне тој баланс, при што најважни за нас се граѓаните и интересот на државата. Ние покажавме дека можеме и мудро и разумно секогаш за доброто на државата. Тоа граѓаните го препознаваат. Тоа граѓаните силно го подржуваат. Рационалното и разумно однесување, но и штитењето на националните и државните интереси е кодот на нашето однесување. Притоа, важни ни се и демократските вредности, а нема поголема демократија од тоа кога народот одлучува, кога народот се изјаснува, кога неговиот глас се слуша. Неговата волја е несоборлива вредностна оценка за состојбите, за потезите и активностите на секој политички чинител. Затоа, ние се стремиме да се земе во предвид што мисли народот. Суштински значено е да се слушне гласот на народот. И нема поголема оврска за одговорните политичари од таа да им се овозможи на граѓаните на избори да си го кажат своето мислење. Народот е тој кој одлучува, а за нас како ВМРО најважно е мислењето на граѓаните, неговата волја и неговиот став. Затоа е важно обезбедувањето на избори. Изборите се гласот на народот, кој независно од тоа дали на некој му се допаѓал или не, се најдобриот, но и најгромогласниот одговор на сите случувања во нашата држава. А гледам, сметаат дека со тоа што се против избори, вадејќи разни изговори, правдања и спроведувајќи блефови, дури изнасилени харвања, ќе го одолжат соочувањето со народот. Јас би им порачал дека грешат. Ова е време кога народот одлучува. Да, народот одлучува на избори и најважна е неговата оценка за тоа каква држава сака. Вие таа порака ќе ја добиете и таа порака ќе биде повеќе од јасна. Оваа држава припаѓа на граѓаните. Одамна помина времето кога народот беше во втор план. Силата на ВМРО-ДПМН е во народот, во неговата поддршка, која ја добиваме. И тоа е сила која Македонија ја носи напред. Некои имаат деструкцијата за примарна дејност. Ние имаме нашата програма. Своето делување ВМРО-ДПМН го темели на својата програма, која е математички пресметана со прецизни рокови и динамика на спроведување. Ние излегуваме пред народот со програма и внимаваме што ветуваме и ветеното го исполнуваме. Нашата програма е нашиот план за тоа каква Македонија сакаме да имаме. Нашите цели подразбираат големи чекори и многу напорна работа. Тоа всушност го бара нашата држава која влече тешки рецидиви од минатото, но и голем број актуелни проблеми од непромислените политики на нашите политички опоненти.
Сите овие години наназад работевме да го сработиме сето она што не било сработено во минатото. Но и многу повеќе. Сите овие години наназад работевме да ја придвижиме Македонија напред и да ги санираме сите економски, социјални, образовни, здравствени, културни, инфраструктурни и сите други рани кои беа направени од нашите претходници. Во многу полиња успеавме да постигнеме големи резултати, но во многу полиња ни престои уште многу работа во наредниот период. Паралелно со напредокот во конкретни области, пред нас е период во кој Македонија треба да излезе од политичката криза, во која ја втурна СДСМ, и полека, но сигурно да се врати во помирни води на својот напредок. Тоа е целта кон која се стремиме и целта за која и понатаму силно ќе работиме. На тој пат ни треба добра кондиција, ни требаат квалитетни и спремни кадри, политичари. Ни требаат кадри кои постојано се подготвени да дадат се од себе во интерес на својата земја и знаат и умеат како да го направат тоа. За таа цел се организира и оваа академија, да даде нов поттик, да даде нова енергија, да надгради, да даде нов квалитет во ВМРО ДПМНЕ. Ви посакувам успешни работни денови и се надевам дека учесниците ќе се стекнат со многу нови вештини, со многу нови знаења и со многу нови способности. Ја прогласувам Политичката академија за отворена. Ви благодарам.